Главната расправа за кривично-правниот предмет поврзан со несреќата во дискотеката Пулс во Кочани е закажана за 19 ноември во судницата во КПУ Идризово. Обвинителниот акт најпрво поднесен од Основното јавно обвинителство Кочани, па со решение на јавниот обвинител доделен во надлежност на Скопското јавно обвинителство, беше одобрен во целост, а предметот е распределен кај судијката Дијана Груевска-Илиевска. Досега, поради различни причини, од предметот се изедоа судиите Тамара Витларова-Смилевска и Илина Смичковска-Илиевска, поради лично познанство со дел од оштетените. Како втор член на судечкиот совет кој ќе постапува по предметот, согласно измените на годишниот распоред на постапување на судиите, ќе постапува судијата Ахмет Идризи. Обвинителниот акт опфаќа најчесто дела на нечинење и непостапување во период од 13 години. Со него се товарат 34 лица и 3 фирми. Во него е изнесен обемен доказен материјал, над 1440 докази, а предложени се дури 283 сведоци за сослушување. По најавеното прво рочиште на 19 ноември, дополнително заради ефикасно и економично постапување, определени се повеќе термини за главна расправа, односно 25 и 26 ноември, 2, 4, 10 и 11 декември, а по отпочнувањето на расправата ќе се усогласат и дополнителните термини. Објавените термини за почеток на судењето, родителите и блиските на починатите го примија на следниот начин. Нашата болка е вечна, но нашата борба е и за сите идни генерации. Никогаш повеќе да не се повтори ваква трагедија. Бараме јавноста, медиумите и институциите да го следат овој процес со должно внимание, бидејќи ова не е само судење за еден пожар, ова е судење за човечноста, совеста и одговорноста. Воедно ви известуваме дека, бидејќи добивме датуми за рочишта, секојдневните блокади ќе бидат привремено прекинати, но со маршевите продолжуваме секоја сабота како символ на нашата упорност и борба за вистината. Стои во соопштението. Сепак познавачи на правната процедура и пракса тврдат дека ова судење ќе биде маратонски долго и му предвидуваат неколку годишен рок на живење. Според нив, ова веројатно ќе биде најдолгиот процес во историјата на судството во Македонија, со епилог кој никој не може да го предвиди во однос на издржаноста на обвиненијата за сите лица и потенцијално изречените казни.